Сојузот на комунистите на Македонија се залага за пошироко отварање на нашето стопанство, а тоа значи и на нашето земеделство, спрема влијанието на странските пазари. Бидејќи само преку таквото влијание може реално да ги оценува економските ефекти на стопанисувањето, да врши реален избор на својата производна ориентација, да се забрза процесот на модернизација и подига продуктивноста на трудот на ниво на достигање во развиените земји, успешно да се води борба против екстензивното стопанисување, против паразитизмот што го раѓа монополизмот во производството и политиката на автаркија. Таквата политика, меѓутоа, е соочена со систем на заштита и преференции, било да се работи за одделни производи или пак земји и економски групации на земји кои представуваат одредени пречки за реализација на начелно прифатената политика за поширокото вклучување на стопанството и на земеделството во меѓународната поделба на трудот. Поради тоа, се укажува како неопходна потреба да се изврши соодветно прилагодување на системот и мерките преку кои се регулираат нашите економски односи со странство и посебно во земеделството. Целокупноста на мерките, како и организација и органите што ги спроведуваат, треба да се постави така да може успешно, благовремено и ефикасно да делува во извозот, увозот, во тековната економска политика и во перспективниот развој на односите со странство. Успешното решавање на настанатите проблеми бара да се извршат и соодветни промени и прилагодувања и во нашата даночна и кредитна политика. Постојната даночна политика знатно ги дефаворизира одделни земеделски производи и со тоа ги става во нееднаква и тешка положба производителите на тие производи во однос на другите. Во кредитната политика се уште не се повоѓа од специфичностите на репродукцијата во земеделството, посебно кај некои индустријски култури, и од акумулативната способност на земеделството, од значењето на одредени производи во извозот и платниот биланс и од нивото на залихите потребни за нормално одбивање на квалитетното производство. Општо земено, во нашата економска и развојна политика од секогаш го е придавано одредено значење на земеделското производство во врска со конципирањето на политиката на надворешно-трговската размера, поваѓајќи од компаративните предности што ги имаме, нарочито за одреден број земеделски производи. Но, од друга страна, треба да го истакнеме и фактот дека нашите концепции и ставови беа под силно влијание на конкретната состојба на земеделското производство и производно-економските ефекти, а помалку беа фундирани врз подолгорочни согледувања, поорганизирано научно истражување и повисок степен на разработка на конкретните мерки на економската политика. Од тука и при утврдувањето на местото на земеделското производство најчесто се тргнуваше од состојбата што се карактеризираше со општ недостиг пред се на основните земеделски производи, било за исхрана на населението, било за индустријска преработка, со релативно ниски приноси на продуктивност во земеделството, со високи трошоци на производството и така натаму. Денешната состојба меѓутоа прилично е изменета, а постојат сериозни индикатори дека и натаму ќе се развива во правец на нови и значајни постигања и можности. Поради тоа, заслужува внимание врз научна основа и реална развојна политика да се преиспитуваат основите врз кои е конципирана нашата политика за вклучување на стопанството во меѓународната поделба на трудот и во таа светлина се огледа и местото на земеделството. Постојат низи укажувања што говорат за тоа дека земеделството како фактор на експанзија на извозот и решавање на проблемот на платниот биланс се подценува или барем не е оценето спрема реалните економски можности, нарочито со оглед на идните движења во производството, состојбата во економско-социјалната структура на населението, искористувањето на постојната потенцијална работна сила во догледен период и така натаму. Проблемот на заштитата на домашното земеделско производство исто тако не е на адекватен начин решен. Очигледно е дека известни неправилни потези во увозот на земеделски производи, особено во поглед на сигурноста во производната ориентација на домашните производители, не можеме да ги сметаме за трајна ориентација во економската политика. Тие меѓутоа секако беа резултат и на третманот на земеделското производство во поидовната концепција во нашиот девизен режим и воопште во надворешно-трговскиот систем усвоен со реформа. Од тука и системот на заштитата на земеделското производство е мощно упростен, а политиката на увоз и
индиректно влијание врз нивото на цените на отделни производи, недоволно диференцирана во однос на поедини земји и регионални економски групации.